Драги љубители на спортот и почитувани гледачи на Телма, добре дојдовте. Ова е новото издание на Fair Play, второ во новата година. И онака како што почнавме за фудбалски теми, така во тоа темпо и ќе продолжиме, меѓутоа овој пат се селиме на женската фудбалска сцена. Мојата денешна гостинка има статус на македонска репрезентативка во фудбалот, меѓутоа за неа е многу важно што во овој момент го носи дресот на Борусија Дортмунд. Веројатно веднаш се поставува прашањето како една дама која што е дел од македонскиот фудбал успеала да стигне до таму, да ја добие шансата, но и да ја искористи и сега да биде дел од колективот на еден од најголемите фудбалски гиганти во светот. Јас го верувам дека ова не е само фудбалска приказна, туку дека е многу интересна животна приказна, затоа ве канам да бидете со нас, да ја слушнете и да се инспирирате. Понекогаш дури да сакаме да избегаме од некои работи, тоа не може да се случи затоа што едноставно веројатно е пишано да бидат дел од нашиот живот. Ќе се уверите во тоа со денешниот разговор, навистина ми е чест и задоволство што ќе разговарам со оваа девојка, затоа што го користиме моментот додека празнично е во Македонија со оглед на тоа што незините обврски и живот веќе неколку години се во Германија. И посакувам добре дојде на македонската фудбалерка Маријана Нацева. Добре дојде. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Да, драго ми е заради тоа што немаме прилика често да те гледаме низ нашите медиуми, иако имаш една интересна, инспиративна спортска приказна. Ќе се обидеме максимално да ги искористиме минутите. Затоа логично е секогаш и природно прашањето зошто девојка би од сите спортови или од сите активности со кои што може да се занимава, бира фудбал. Имаше некој што забележа дека ти имаш афинитет, талент или ти самата некако изрази желба да се развива тоа? Ние женски фудбал во Велес сме немале. Значи, ја играв у школо кошарка, се бавев со кошарка, тренирав со машка екипа. Тоа се моите 10-14 годишна возраст, каде што од 2006 година, мислам, 1 април, да, на 1 април е оформен ЖФК Борец, тоа е женската екипа од Велес, каде што после неколку месеци од оформувањето почнав да тренирам. Ма како беше тоа? Ти отиде? Здраво, здраво, јас сакам. Имам братовчетка која што исто играше фудбал, исто дел од репрезентација која што беше и ми се јави, ајде дојди да тренираме фудбал. Ајде ќе дојдам и така почна се, така се заљубив, значи се 24/7 бев на терен, од тренинг на малски терен, дома, назад и така. Од другите твои блиски, сега спомена братучетка, има ли некој друг со спортски гени? Не мора да е професионален спортист, меѓутоа чувствуваш од кого си го наследила тоа или? Не. Дедо ми бил на времето боксер, али у спорт немам никој. Нема никој, да, јас пред да се вклучат камерите прашав дали Гордана Нацева, нашата голманка, има некаква врска со тебе роднинска, но не. Ништо такво. Ништо. Добро, влегуваш во македонски фудбал во твојот град, во Велес, и како потоа се развива приказната? Имаше ли прво во тој момент некој од кој што можеш доволно добро да учиш за фудбалот? Значи тренерите се многу важни. Како во првите години? Матичен тренер, да го поздравам, Тоше Нацев. И носим исто презиме, ама немаме никаква врска роднинска. Почетоците ми се од 2006 до 2010 во Борец. 2010 бевме прваци и куп освоивме во Македонија и прво место во лига, каде што игравме квалификации за Лига шампиони. На своји 16 години првпат заиграв квалификации на меѓународна сцена. И оттаму заминав во Наше такси. Тоа е скопски клуб,
каде што играв 2 години, исто прваци у Македонија, и куп, и лига, освоивме квалификации за Лига шампиони, сме играле. Нали, тоа биле моите први почетоци у фудбалот. Кога сме кај квалификации за Лига на шампиони, имаше ли таму некои поинтересни и посериозни искуства? Да не заборавиме дека женските фудбалерки, можеби се уште неколку машките, меѓутоа во светот се и како познати, меѓу нив има и такви кои што може да се наречат сериозни звезди, така што уште тогаш имаше контакт со некои така посветли примери или не се судривте можеби со толку атрактивни противници? Сигурно имало, ама у тоа време ја не сум пратела толку познати фудбалерки. Интересот ми бил само да играм, јас да играм, али на репрезентативно ниво сме се среќавале со доста познати играчи. Сме играле против велесили репрезентации и така. Да. На која позиција играш? Моментално сум лево крило. Моите почетоци у фудбалот беа средина. Добро. Значи, плеймейкерот што го викаат у средината, со тоа што после некои повреди мои се префрлив на шпиц и лево крило, варирам. Зависи од противникот и од утакмиците. Што и како се случуваше, кога прв пат имаше посериозна повреда? На 17 годишна возраст, тоа беше на квалификација, имавме до U19 со репрезентацијата. И го повредив левото колено, скинав лигаменти, преден крстен лигамент. Имав пауза, 2 операции правев, година и пол пауза, бев надвор од спортот, ама се вратив, се опоравив, не се откажав. За жал, многу фудбалерки кај нас се откажуваат после, дури помали повреди, знаат да престанат да спортуваат. Па и фудбалери, коленото е секогаш најголемата болка, една од најголемите за фудбалерите. Најчести повреди. Да. Добро, целата рехабилитација се случуваше тука, така за тоа време зборуваме. И потоа успеа тоа да го надминеш? Го надминав тоа, со тоа што у истиот момент оформуваат тука клуб, Драгон, ЖФК Драгон од Скопје, каде што доаѓам од самите почетоци во клубот и нормално кај нас за жал има многу мал број на фудбалерки. Клубовите функционираат така у тоа време, не знам сега точно како е, каде што не собираат сите подобри фудбалерки во еден клуб и клубот е првак, игра, освојува се у државата и да игра Лига шампиони. Тоа трае некоја година додека финансиите ослабат и се распаѓа и така. Така да играв таму 2-3 години, 3,5 години. У меѓувреме за година и пол добив исто повреда на десното колено, скинав преден крстен лигамент исто на другата нога, каде што бев пак аут некои си 7-8 месеци од фудбалот, ама па се вратив. Не ми беше пречка ни тоа да продолжам. И од таму заминав во Каменица Саса, каде што настапував година и пол, 2, ама доаѓа до разочарување. Услови имав во клубот, не можам да се пожалам, ама едноставно годините веќе си го правеа своето, кај што барав да излезам, значи да застанам на свој нози. Од фудбал кај нас, за жал, се уште не може да се опстане. Имало ли некој кој што тука немногу ти помогнал или тоа беше се само на тебе и твојата глава, да речам? Тоа беше се мојата желба за фудбал, да се вратам и нормално мојата фамилија која што стои позади мене секогаш да ме поддржат. Иако не се љубители многу на спорт, меѓутоа од секој пат ме поддржувале и биле покрај мене, посебно мојата мајка. Репрезентација исто така важна тема и верувам дека игра голема улога, особено во моментите кога можеби во клубот нештата не се сјајни, но ти си свесна дека на национално ниво, дека државата, дека оние кои се одговорни забележале дека си доволно важна и вредна за да носиш национален дрес. Помниш ли кога го доби првиот повик? Првиот повик го добив на мои 16 години, да. Да, како беше целиот процес? Ти се јавија? Кое е тоа чувство? Да, ме повера селекторот Добре Димовски на тоа време, каде што добив покана за репрезентација. Голем дел од фудбалерките од клубот мој во Велес на времето кога играв, исто бевме повикани во ист период
И така почна се емоциите, значи не се опишува првото облекување на дресот, првите надпревари, солзи, радосници. Наставно гордост. За поновите денови, сега кои тоа сакам да прашам, и македонската женска репрезентација имаше прилика да излезе на Мегдан, дури и со по-силни репрезентации, доволно е само Англија да ја споменам, имаше и други. Меѓутоа знаеме дека тоа веројатно не можеше ни да се очекува дека ќе биде наше светло издание, ради се ова што претходно споменавме. Меѓутоа, еве во малку понови денови, како би ја оценила таму атмосферата, затоа што ти не си единствена која веќе е меѓу повозрастните, нели? Сега имаш 30 години, има и други, така што ќе треба да дојде и таму некоја смена на генерации. Има ли млади сили? Имаме, значи репрезентацијата се обновува секоја година, доаѓаат нови девојчиња, има потенцијал, проблемот е до клубовите. По мое мислење, сега секој со своето, меѓутоа тренинзите, начинот како тука се работи, мислам дека фалат многу работи, ама мислам дека полека се надоградуваат и девојчињата се... Одиме на подобро, барем малку. Доволно, да. Но за разлика од нашите генерации во наше време и сега, овие генерации се многу подобри и веќе постигнуваме успеси и со репрезентацијата. Не било како порано, сме губеле по 10-0, по 7-0, али не сме имале ни поддршка. Тука е исто голема болка за тоа што доста не критикувале како репрезентација. Да, бевте на тапет, многу пати сте биле на тапет. Не само ние, и други репрезентации, други спортови истиот проблем е. Мислам дека сега веќе е подруга приказка и дека генерациите што доаѓаат се многу подобри, девојчињата повеќе работат и треба и да работат, да тренираат за да имаме подобри успеси. Добро, јас би рекла можеби помалку и треба да се секираат затоа што ете ќе ги нема Наташа, Маријана, Гента и така натаму, нема баш да биде исто. Има таленти, мислам дека ќе дојдат. Ако споредам тоа исто како кога Горан Пандев замина нашата машка репрезентација, не може да биде исто. Добро, отсуството ќе се осети, значи нормално, али верувам дека има девојчиња што ќе не заменат. Јас мислев првенствено, кога нели погледнав што и како се случува со твојата кариера, дека ова бил некаков фамозен трансфер, што е нели чудно, како човек од Борец или од Каменица или од кој да е друг клуб ќе успее да направи трансфер во Германија. Меѓутоа не оди така оваа приказна. Не оди така. Значи не беше ова директен трансфер, туку пред се беше твоја желба за подобар живот и така си отиде од овде. Точно така. Кога беше тоа? Тоа беше уекот на короната. Кога бевме затворени и почнав да размислувам дека треба да направам промена, каде што средно школа имам завршено медицински лаборант. И преку контакти, другарка во Германија, како да дојдам горе, у короната беше исто проблем со визи и со документи. Апсолутно, патувањата беа... Завршив у меѓувреме воредно и за медицинска сестра земав диплома и барав начин како да добијам виза за да заминам. Пошто тие беа најлесните опции во тој период да се замине за Германија. И потоа најдов контакт, барав сите можни начини, од визи, од лични карти, други, значи бугарски документи, вакви, такви, ама за жал не беа возможни. И умеѓу време најдов човек што има фирма таму, за да ми издаде договор за работа. Си поднесов за документи во амбасадата, се ме посреќи на лотарија, добив виза, така заминав да работам таму, а не да играм фудбал, значи се откажав тотално. На која локација првенствено отиде? Во Дортмунд. Уште од стартот си во Дортмунд. Добро. И почна да работиш? Да, работев, значи возев во ДХЛ, возев комбе. Добро. Работев и миниџоб, плюс додатно
некои си 6-7 месеци се одвиваше тоа и доаѓам во средба да играм фудбал, мал фудбал, со пријатели од околу. Играме фудбал и после терминот, после фудбалот, седнати сите и ми приоѓа на другарка моја брат, каде што ме прашува, ми вика зошто не играш фудбал веќе. И тука настанува хаос, у смисла мојот менталитет што го имам од оздоле и тука не е исто и со тоа дека можам ја да играм горе фудбал, да не се откажувам, да продолжам. Тоа дете ми го врати животот назад со фудбалот. Се натера пак да размислуваш на таа тема? Желбата за фудбал ми ја врати назад, со тоа што ми кажа дека можам уште многу да играм долго, дека имам некој свој талент во себе, да не фрлам се во вода, затоа што 10 години повеќе имам посветено на фудбал у Македонија, да не ги фрлам во вода тие години. А чекај, како ти, ова ме интересира, како се чувствуваше после, да кажеме, последно одиграниот надпревар тука во Македонија, знаејќи дека готово? Да речеме, од утре тоа е тоа, ќе треба да правам нешто друго, да работам нешто друго. Како тој момент прво го надмина пред да дојдеме до ова продолжение? Емотивно бев слаба многу и таква сум и по карактер. Значи, не може да се помирам со фактот дека веќе се откажувам и нема да играм фудбал. Али имав у главата зацртано дека горе ќе најдам некој клуб каде што ќе се бавам рекреативно и дека нема да престанам на било каков начин, макар и да е рекреативно. И што се случи откако ете бидно тој разговор со детето кој што нели тебе ти враќа некои нешта во главата дека не треба да бидат таму подзаборавени? Така. Тоа дете сега е мој менаџер. Аха, значи не е баш дете во буквална смисла на збора, добро? Ето така. Он ме успеа да ти помогне? Он успеа да дојде до контакт до Борусија Дортмунд, без јас да знам. Да пушти мејл каде што ме повикуваат на проба. У тој период они оформуваат втор тим, втора екипа. И заедно со него и со неговата огромна поддршка, јас прифатив да одам на проба во клубот, каде што имавме 120 девојчиња на проба. Тоа е како термин, така? Да. На тој ден доаѓате и 1 саат. Што се случува? Ова е супер. Како изгледа проба во Борусија Дортмунд? Бевме околу 120 девојчиња, каде што на секој саат се по 20-25 девојчиња излегувавме на терен и изработувавме еден тренинг, каде што јас немав ни еден тренинг направен, отидов директно на проба. Аха, значи ти во меѓувреме не тренираш? Не, малку некои вежби. Некои вежби, да, малку трчкарење пред пробата, колку да не бидам без ич. И имавме, значи кога влегов на стадионот, тоа беше за мене. Значи на директно на главниот стадион влегуваш? Не, на помошниот терен. Добро, ама сепак си тука во комплексот, да. Добро. Во нивниот комплекс, изгубена сама, значи никој не познавам, ништо не знам, никако ништо. Каде што имаме кратки истрчувања, агилносни мереа, спринтови, вежби, фудбал игравме на кратко и од 120 фудбалерки успеав да влезам у 18. У потесен круг, од цел свет предпоставувам? Не, тоа е потесен круг, затоа што германки? Клубот е нов, сите беа германки. Јас сум првата македонка првиот странски играч во клубот. Браво, да. Ова е многу важно, што малку да објасниме за тие што не следат, затоа што нашата прва асоциација за Борусија Дортмунд сепак е нивниот машки тим кој знаеме на кое ниво се надпреварува. Беше и финалист во Лигата на шампионите минатата сезона. Меѓутоа има разлика помеѓу женскиот и машкиот фудбал дури и таму. Така што како функционира, кој е концептот на функционирање на женската екипа на Борусија Дортмунд?
Тоа сакам да ни го објасниш. Се уште не сте дел од најсилната женска конкуренција во Германија. Зошто? Затоа што клубот е оформен во 2021 година. Лиценцата они можело да ја купат и да преминат директно во Бундеслигата и добиваат многу критики зошто тоа не е така. Еден гигантски клуб како Борусија Дортмунд да не биде дел од... Ма добро, тоа се германци. Од Бундеслигата. Сака да ги заслужат нештата, веројатно, да. Така, да. И они прават клуб каде што почињаат од нула. Значи, почињаат од најниската лига. И чекор по чекор? Чекор по чекор, скала по скала, одат до целта. Целта им е зацртана уште од 2021 година, дека они во 2027 мора да бидат во Бундеслигата. А сега сте во? Сега сме во 4-та лига веќе. Дали таа наша асоциација за германски менталитет, дека е се строго, дека е се пресметано, навремено, дека нема отстапки, е навистина така? Да, тоа е така. Така е? Така е. Си имала потешкоти и ти со тоа? Имам тешко, на почеток ми беше многу тешко да се навикнам на нивните принципи, значи на нивниот менталитет таму, на тие работи, ама со тек на време сваќам дека ако ги немаат тие цели и тие принципи, нема да одат кон целта како што треба. Ќе има отстапки, да. Имаш професионален договор? Да. До кога? До јуни. Сега, оваа година истекува. Дали може да се каже дека од женски фудбал во Германија се заработува солидно? Тешко прашање, зависи од клубовите, зависи од лигите. Сега, затоа што Борусија Дортмунд е гигантски клуб, мислам дека условите ни се многу повисоки него лиги што се како Бундеслига и втора Бундеслига. Тоа значи и платите? Да. Да речеме, еве повторно ќе направам споредба со машки фудбал. Каде и да си во светот, или еве ако ги земеме топ 5 лигите, примањата на фудбалерите се неспоредливи со речиси ниту една друга професија, дури и научниците и докторите и оние кои што по не знам сите параметри треба да бидат меѓу најплатените во секое општество и во секоја околина, се малтене неспоредливи со фудбалерите, да не зборуваме за истокот. Дали е нешто слично и со женскиот фудбал во смисла да ти како фудбалерка си драстично повеќе платена од ред други професии или тука не се толкави разликите? Не, разликата не е голема. Ние сме условите кај нас не се уште на тоа ниво општо на женскиот фудбал, мислам дека у светот не можеме да бидеме како машки професионални. Тоа е јасно. Меѓутоа затоа велам каде е од прилика барем женскиот фудбал. Расте полека финансискиот дел околу женскиот спорт и мислам дека одат нагоре, бар како што се клубовите Барселона, Волсбург, светски познати велесили. Да, а сигурно и поинаква приказната кога дури женските тимови се надпреваруваат во Лига на шампиони и други меѓународни надпреварувања, туку и буџетот нели добива некоја поинаква насока. Кои се до сега најважните, најинтересните надпревари за тебе посебно драги што си ги одиграла во Борусија Дортмунд? Секогаш е дерби утакмицата за прво место каде што се работи. Првата година имавме дерби утакмица за прво место, каде што првиот гол нормално за 1-0 го постигнувам јас од слободен удар и тука почиња. Тоа се емотивни моменти. За мене лично се многу големи емотивни моменти. Секоја сезона, секоја година сме на врвот и секоја година имаме ривали, значи Добро, има некој што е најголем ривал за вас во моментов? Во моментов, да, имаме голем ривал, како на машките, така и на женските. И за прв пат во историјата на женскиот фудбал во Германија се среќаваат екипата на Борусија Дортмунд и Шалке. Со Шалке? Да. Они имаат и опасни навивачи. Какви се вашите?
Нашите се подобри. Добро. И ги има во поголем број. Според оваа изјава имаш добра релација, претпоставувам, со, ајде да ја наречеме, фан базата на женскиот тим, да? Имате посетеност на надпреварите? Имаме, да, мислам дека срушивме рекорд минатава полусезона, каде што имавме околу 5000 публика. 5000? Да. И не се опишува. Фановите се најбитното нешто на клубот. Дефинитивно. Без нив не е исто. Никогаш не може да биде исто. Каква е, ово е за мене барем интересна тема, каква е во самата екипа конкуренцијата? Дали и тогаш кога влезе во оној потесен избор, може да се каже дека имало сериозна конкуренција, па дека има тука надпреварување на самите тренинзи што се однесува до оној спортски јазик, фудбалски јазик, каде што не треба ништо да се каже, туку едноставно како некој се однесува со топката, доволно говори дали ќе биде лидер и дали ќе добие почитот со играчите, или ќе биде некаде во ќош или не да боже на клупа, така што како во тој поглед стојат нештата? Кога влегов во вториот тим, првата сезона бев втор стрелец во целата лига, со постигнати 43 гола. Тука се број. Важни се, браво. Да, и у текот на целата сезона доста фудбалерки одеа во прв тим на испомош што ги повикува, никош не бев повикана. И на крајот од сезоната јас и капитенката наша од клубот преминуваме во првиот тим. Тоа е 2022-2023 сезона, каде што влегувам во прв тим и тука веќе кругот е малку потесен, притисокот е поголем, но сепак се изборив да влезам и сум стартер во екипата првите 11, каде што мислам дека доста доминантно у тој аспект, у тоа поле. Важна улога во екипата. Имате ли контакт со најголемите звезди на Борусија Дортмунд, дури и машките, се разбира? Или е тоа нешто кое што е далечно за останатите, освен за таа прва звездана екипа? Значи, ние сме заедно, не делат машка-женска екипа, со тоа што у сите настани што се случуваат и на двете екипи, секогаш сме заедно, се среќаваме исто со големите звезди. Има некој од кој што ти остава најголем впечаток како личност, не само како спортист? Зашто поинакво кога луѓето ги гледаш настрана од камерите, во ходниците, во соблекувалните, како реагираат, како се однесуваат кога нели се подалеку малку од јавноста? Тој играч веќе не е дел од клубот, меѓутоа тука се работи за Мац Хумелс. Добро. Тој е штопер на екипата, исто капитен на долгогодишен играч на Борусија Дортмунд. Моментално е во Рома. Како карактер и како лидер на екипата, него најмногу го сакав. Добар пример. Да. Не треба да прашувам, претпоставувам со јазикот што и како се случува и како се снајде. Владееш веќе доволно германски? Првата година ми беше тешко, првите неколку месеци, затоа што отидов без јазик, немав познавање на јазикот воопшто, али англискиот ми помогна доста исто. Али сега веќе го зборувам, 70-80% сум тука. Да, што е секако голем плюс. Не сакам да заборавам, минатата сезона видов дека си присуствувала на финалето во Лигата на шампионите. Какво беше тоа искуство? Не, за жал. Не? Видов снимки од полуфиналето. Тоа е полуфинале. Да, игра во Дортмунд на домашен терен. Против ПСЖ. Секоја утакмица сум таму, секоја прилика кога имаме место секој пат отворено да бидеме дел од тие спектакли. Тие спектакли, ето така, да. Дали твоите блиски доаѓаат? Дали доаѓаат и тебе да те гледаат првенствено? Првенствено мене и секој пат кога се таму, кога има прилика, сите заедно одиме на утакмица да гледаме, да ги поддржиме нормално и таа атмосфера, таа публика, еден од најголемите стадиони во Германија. Најголем е, уствари, да. И мислам дека се и најјаките навијачи во светот. Yellow Wall, поточно кажани, тоа се жолто-црниот зид на Борусија Дортмунд, каде што се број еден навијачи во светот. И мислам дека срушија рекорд минатата година за најгледан клуб во светот.
Браво. Не прашав затоа што спомена на тренинзите, па и според учинокот дека котираш високо. Знаело тоа некогаш да ти направи проблеми? Германките да имаат став, сега девојкава дојде од Македонија и она ќе поставува тука стандарди и така натаму? Не, имав почит од нивна страна доста, затоа што бев поискусна и постара. И таму сум исто меѓу 3-4 најстари играчи и најискусни. Почнувајќи од нашата голманка која што има 42 години и има 13 годишно дете. Браво. Али не се откажуваат. Желбата да бидат дел од клубот прави секој ден да работат повеќе и повеќе, да тренираат, да се надоградуваат. Не си почувствувала тоа, да речеме, некоја поизразена љубомора или не знам? Не, прифатена сум доста добро од нивна страна, затоа што сум бев единствена странка у клубот. Се трудеа и они максимално да ми дадат поддршка околу јазик, околу сите услови, се што може да бидат тука. Така да, моментално сме две странкињи. Тоа е исто моја најдобра другарка, пошто сме странци. Од каде? Она е од Америка. Аха, добро. Американка е. Она игра десно крило, јас сум лево крило. Сакаме ви едно можеби малку полично прашање кон тебе, со оглед на тоа што ова е специфична професија. Ти предизвикала ли досега проблеми во приватноста? Во тоа да најдеш вистински пријатели, па и пријателки, жени, кои што ќе разберат како е да се биде фудбалерка, тоа значи поинакво темпо, карантини, физичка подготвеност, сосема поинаков концепт, да речеме, особено традиционална балканска жена и нејзиниот живот. А понатаму што се однесува до животен партнер и сето останато, значи оние кои треба да се тука и да те прифатат со твојата професија, тоа е жена фудбалер. Тешко или не е тешко? Не е тешко. Тоа зависи од карактерот. Значи зависи, нема врска која професија имаш. По мене барем е така, имам доста пријатели и никој не замерува од фактот дека ја играм фудбал, дека фудбалот е машки спорт, али уопшто не е така. Горе си прифатен, дури си повеќе ценет. Добро, браво, особено за најблиските, уште еднаш ќе кажам, кои сама ги пофали дека се поддршка. И за крај, има ли план? Што ќе се случува откако тој договор ќе истече таму некаде оваа година? Не дали имаш прво желби, затоа што не знаеме нели утрешниот ден што носи, дали имаш ти свои замисли што после тоа? Би останала во спортот, сакаш да си во спортот или ќе се пренасочиш кон нешто друго? Можеби помирно, поинакво? Ја имам само една желба, нормално тоа го знаат веќе во клубот, да заиграм на големиот стадион, да се наполни стадионот, да го доживеам тој настан и јас би се пензионирала одма. После тоа доволно е, така? Добро, мене ми престанува да ти посакам тоа да се исполни. Зошто да не се уште, објективно постојат шанси за тоа, меѓутоа зависи како ќе те служи здравието и се понатаму. Добро, за тоа ќе имаме можеби во иднина прилика да разговараме, можеби никогаш да дојдеме и да те гледаме. Дај Боже да биде така. Со оглед на тоа што сме на почеток на година, ќе ти посакам се најубаво, многу успеси и уште еднаш благодарам што ми направи чест додека си тука, да одвоиш време и да дојдеш во Телма и во Ферплей. Ти благодарам и на тебе и на целата редакција. Ние се обидуваме сите кои што ќе дојдат да се почувствуваат овде убаво, затоа што нам ни е убаво и задоволство да отвораме така интересни спортски теми што ни ги инспирираат гледачите. Се надевам се гледаме повторно. Се гледаме. Благодарам на нашите гледачи за довербата. Веќе добро знаете дека со многу љубов го правиме сето ова, така ќе биде и во 2025 година, што значи дека одбројуваме до нашата следна дружба, а таа е, веќе добро знаете, во недела во 16:15 на Телма. Довидување.